Proleta je rastračan drugar na decata, milozvučen pridružnik na возрастните, razpejano slaveće cupnato na granka, trepka flet na šrenokrila peperutka, miris na razbudeni cvekenca. Proleta je prijateljski razgovor na dedovci sednati na klupa vo parkot, veterče što mu pomaga na dete kačeno na velosipedče so 3 trkalca, prvite čekori na najmalečkite, smejata plisnata pošetalištata, pisogot na maloto vovčevo zabavniot park i racete štot pozdravuvat, nasmevkata na denot, sinata kapa na neboto. Naprolet povidljivi si delata na trudot, zgradi, ulici, igrališta, parkovi so srcevina od cveke, tenkata kadalka čat od fabričke od ođak što veselo se vijeko neboto. Naprolet učenicite odatne izlezivo pregratkite na prirodata, togaž se sklučuvat novi drugarstva, se ragja po nekoje nova ljubov, majkiti tatkovcite kako da se podnaduvat. Naprolet caruvat sportovite, na učilišnata poljanka i na stadionite, a rekvizitite kako i sportovite se različni. Sekoj po nešto novo i ubavo ke ponese od ova prolet, svežina, sončevina, zelenilo, životna radost. Ajde da je preselime proleta i vonas. Kako? Da se obidime su jedna petna proletna pesnička. Ljubopitni da doznajeme kako se izrabotува zlatniot i srebre nakit, evenevo posjetna rabotnata organizacija Karmen Rubin vo Skopje. Tuka se godnevno se rajkjat se novi i novi ukrasni predmeti, prsteni na rakvici, zlatni sinđirčinja, obetki, gerdani. Najvažniji se racete na rabotnicite, a im pomaga sitniot i specifičan alat.
Основna sirovina se zlatото i srebrото, но бидејќи тие важат како меки метали, за да добијат еластичност, тврдост и сјај, се легираат, се мешаат најчесто со бакар. Подготовката на артиклите е машинска, а конструкцијата, склопувањето на ситните делчиња се изведува рачно. Како изгледа накитот што се прави во оваа работилница? На него најчесто се представени мотиви од нашиот фолклор, ликови, народни шари, пејсажи и слично. Овој занајд, златарскиот, бара голема стрпливост и прецизност. Малечко златно крупче, до него уште едно, па уште едно и предметот веќе заличува на блескаво герданче. Или прстен со голем сјаен камен во средината, а од страните нашаран со ситни веспи. Можеби златно синџирче сплетено од тенка жица, изработено од голема машина, плетачка, или на раквица од убаво обликувани парчиња, поврзани меѓу себе со златна прегратка. Накитот е украс прво на излозите, потоа блескаво сонце на прстите, пеперутка застаната на нечиј фустан, копчиња придружници на нечија кошула, значка што се насмевнува од реверот на некое палто. Танцуваат вештите прсти на златарите, чинич се поигруваат со металот, длабат во него, го облагородуваат со форма, му подаруваат нова убавина. Тие стрпливо редат камче по камче во златниот мозаик што ќе се вика прстен, гердан, брошна раквица, што ќе блесне од некој излог, што ќе ги плени очите на минувачите и ќе се насели во нивниот секојдневен живот. И од нив за вас. Накитот долго трае и молчеливо ја раскажува приказната за своето раѓање. Ние проникнавме само во почетокот на таа приказна, а целата ја знаат златарите, тие чудесни мајстори кои на златото му подаруваат нов сјај, сјајот на формата и изработката. Деновиве во ликовната галерија на детската библиотека Другарче беа изложени околу 200 цртежи, чии автори се деца од скопските предучилишни установи. Тие цртаа на тема 8 март и мојата мајка. Да го погледаме тоа шарено царство од ликови, онака како ги видело детското око, како ги нацртала и набоила неговата рака. Мајката на своето работно место може би замислена според нејзините попладневни раскажувања. Мајката учител и воспитувач, чии очи ги топла децата од училниците и занималните. Мајката ведра и насмејана на прошетка со своето дете. Мајката со букет цвеќиња во рацете, како прими честитки за својот празник. И не знаеш што е поубаво, цветовите или нејзината насмевка. Мајката во нежна преградка со своето дете. Мајката, вредна домакинка крај шпоретот, крај машината за перење, во дружба со пеглата и алиштата. Овие цртежи се порака на најмалите до своите мајки. Тие кажуваат: ете, види се, драга мајко, колку си голема и важна во нашите очи, колку си ни потребна при секој наш чекор. Ти, што си ни насмевнат придружник во растењето, погледај, порачуваат децата, ние знаеме дека твојот ден е напорен, но на твојот лик впечатливо се нацртани љубовта, страпливоста, животната радост. Ова изложба, што пленува со својата искреност и едноставност, таа е сончева порака од најмалите до мајките,
nivni podarok za praznik od 8. mart i proletna čestitka Dosite nas. Im pomagame na osmo delenците. Во ова наша повремена рубрика ги запознаваме оние кои го завршуваат основното училиште, каде и како може да го продолжат своето школување во средните училишта. Денес ви го представуваме Хемискиот училишен центар Марија Кири Склодовска во Скопје. Ова училиште постои и работи од 1969 година па наваму. Школувањето трае 4 години, а секоја учебна година се примаат нови ученици од сите краишта на нашата република. Моментно овде учат околу 720 ученици. Наставата се изведува во училници, теоретскиот дел и во лабораторија вежбите. За таа цел училиштето располага со 8 лаборатории, опремени со потребните реквизити, епрувети, прецизни ваги, пламеници и слично. Од стручните предмети овде се изучуваат во прва година неорганска хемија, во втора година органска хемија, во трета аналитичка и физикална хемија, во четврта електрохемија и погонски анализи. Јасно, оние ученици кои ги привлекува хемијата, во овие наслови ќе најдат своји омилени учебници. Децата што ќе конкурираат за упис треба да бидат пред се добри математичари, физичари и хемичари и се распира да имаат желба да го завршат ова училиште. По завршувањето на училиштето, момчињата и девојките стануваат хемиски техничари и може да се вработат во хемиската индустрија или во разни лаборатории. Исто така, тие можат и да го продолжат своето школување на природно-математичкиот и технолошкиот факултет. Децата од внатрешноста кои ќе бидат примени во новата учебна година може да барат сместување во постојните скопски ученички интернати. На крајот да го кажеме уште еднаш името на училиштето Хемиски училишен центар Марија Кири Склодовска во Скопје и многу успех за оние кои ќе одлучат да бидат хемичари.